Многу ловоматно и се случува на државата во општиот хаос со политиките, со мерките и со цените кои го користи секој како што знае и уме и се обидува да профитира врз грбот на другите. Тоа што е пазарна економија не значи дека во секоја пора на општеството треба да се остварува максимален профит, бидејќи за голем дел од народот буквално не е се во парите. Најавата на одгледувачите на овци дека сирењето ќе се продава и по 700 денари за килограм е една од примерите за лов во матно. Прво затоа што овчарите добиваат големи субвенции од државата и тоа по разни основи за јагниња, за млеко. Потоа им се субвенционира преку производството на храна. Државата им помага при отворање и опремување на капацитетите за производство на млечни производи. На сето тоа, приватните одгледувачи на овци и производители на млечни производи при продажбата на истите не издаваат фискални сметки и не враќаат на државата ништо. Од тука, 700 денари за килограм сирење е искористување на општиот хаос со цените, а на грбот на граѓаните. При тоа, не е спорно дека сточарството е мощна и тешка работа, но интересно е што нема одгледувач на овци кој има финансиски проблеми. Напротив, се градат раскошни куќи, се возат скапи џипови, се проширува недвижниот имот. Суштинскиот проблем е што и покрај сите субвенции и други бенефиции, сточарството стагнира, бројот на одгледувачи на овци и на стадата се намалува, а цените вртоглаво растат. Нешто изгледа не е во ред со генералната политика во оваа сфера.